Најубавото патување за детето е светот на пишаниот збор. Започнува од градинка, продолжува во училиште. Списанијата за деца го негуваат и чуваат мајчиниот јазик, а зборовите се најмоќниот лек кој што човештвото го користел. Без јазик ќе си не достигаме самите на себе, зашто тој памети многу повеќе од колку што ние можеме да заборавиме. Бидејќи среќа е кога ќе се сподели. Споделуваме ново искуство со Росица и другарче. Конечно стартува училишните списанија Росица и другарче, почнувајќи од месец март до крајот на учебната година ќе бидат повторно во училишните клупи со учениците и наставниците. После подолго време сепак не ја прекинуваме традицијата која од 45-та година наваму е во однос на детскиот печат, односно списанијата за деца. Имајќи во предвид дека првото списание или првиот број на Росица излезен од печат 77 година и првиот број на другарче како бренд другарче е 51 година, значи успешно годиниве наназад се задржува онаа традиција на списање за деца, на печат за деца, што и оваа година се покажа дека е неминовна алатка во реализирањето на воспитно-образовниот процес во основните училишта. Содржините кои што се подготвени и во Росица и во другарче во Чекор ја следат наставната програма, се со интерактивен пристап, интегриран пристап, она што всушност го веќе втемелува во програмските содржини и самата програма од Бирото за образование, што како начин на работа во списанијата е присутно од нивните први броеви. Значи секој текст, секоја песничка, секоја гатанка, секоја игра го има оден интегриран пристап што подразбира дека во една вежба или во еден текст може да се препознаат релации и од математика, содржини од природни науки или од општество и од македонски јазик и сето тоа спакувано во една вежба е навистина добредојдено во воспитно-образовниот процес. Прилагодени се содржините на возраста на детето на кое што му се обраќаме. Но секогаш размислуваме тие да бидат употребливи, односно наставниците, родителите, бабите и дедовците да поминат корисно заедничко време со своите деца. Бидејќи дечињата во прво оделение се помалку писмените или се уште неписмени, се во процесно сознавање на буквите, се обидуваат да прочитат нешто, но секако им е потребно помош од возраста. Не сега кога вие со вашето дете или со вашето внуче ќе седнете заедно и ќе прочитате текст, па ќе ги решите сите предизвици што се дадени таму, па ќе ги отворите оние додатни делови во Росица е Росица плюс, во другарче забавно другарче, сето тоа се вежби, содржини, методичко-дидактички содржини во корелација со она што е во главниот дел на списанието. Значи кога оној главен дел ќе се прочитат тие текстови што се внатре, вежбите се секогаш поврзани со она што е во содржините. Така што низ еден играв начин и учење низ игра, пак ќе речем она што сега е приоритетна цел во воспитно-образовниот процес, да се учи низ игра, значи играта да биде примарна и детето неосетно полека да го освоива она што наставната програма го има дадено како цел и задача да се усвои, а списанијата во тоа се навистина добре дојдени, затоа што списанијата се разликуваат по тоа што секогаш имаат нови свежи содржини. Значи кога станува збор за учебникот е даден еднаш и трае подолго време, нели, додека се смени дадената наставна програма. Меѓутоа списанијата се она што секоја година истите теми ги обработуваат на различен начин, со различни вежби, со различни авторски тимови, со нас соработуваат, можеме да се пофалиме најдобрите писателски и илустраторски имиња, тимовите се освежени со нови млади автори, како писатели, така и илустратори. Во тимовите членуваат и наставници кои што се потврдени во својата работа, кои што даваат свој допринос во она што значи следење на наставната програма, креирање на вежби, креирање на содржини од сите предмети и секако следејќи го она што е пулсот на детето, меѓутоа секогаш внимавајќи содржините да бидат прилагодени и на тие деца што имаат просечни потреби и знаење и оние деца кои што сакаат да научат нешто повеќе, но и за оние дечиња кои што можеби потешко им оди на почетокот осознавањето и учењето, па да ги мотивираме тоа да го прават подобро.
Уредувањето на списанија за деца може би на прв поглед вака кога ќе ги видите станува збор нели за списание, за публикација која што е периодична, која што излегува на 2 недели, но верувајте дека се многу захтевни за работа. Затоа што работите со голем тим на илустратори, писатели, едукатори, автори, кои што морате да ги искоординирате и сето тоа морате да го завршите за одреден временски период кој што никогаш не е повеќе од 7 до 10 работни денови. Па сега имајте во предвид кога тука има празници, неработни денови, како тоа изгледа да се постигне рокот и да се пратат навреме во печат. И не само тоа, овие списанија се содржат и своји прилози, значи другарчето има забавно другарче, Росица има Росица плюс и плюс дидактички карти внатре за манипулација, значи сето тоа треба да се осмисли како прво, нели, а потоа да се илустрира, па да се дизајнира и да се подготви за во печат. Секако дека не е лесно, меѓутоа кога се работи со многу љубов, со многу внимание и кога од теренот ќе добиете пофални зборови и тоа е она што не води напред. Кога ќе ви пишат на нашите официјални Facebook страници на другарче и на Росица, кога ќе добиете пофални зборови од наставници, од родители, кога од теренот тоа ќе го добиете, кога ќе ве поканат да бидете нивни гости во училиштето, кога ќе видите со колку мерак и љубов нештата ги читаат и ги решават, тогаш знаете дека сте ја постигнале целта, но сепак, секогаш може подобро и токму тоа е нашето мото. Ние се надпреваруваме сами со себе, секогаш да постигнеме подобро, се разбира во мисија на децата за да помогнеме во тој воспитно-образовен процес, меѓутоа пред се да се развива желбата и љубовта кон читањето, односно кон убавопишаниот збор. Дома, во градинка или на училиште. Читајте, креирајте и не заборавајте да го негувате македонскиот јазик.